Дамата која што успеа да ги искочи 7-те највисоки врвови од 7 континенти, алпинистката Илина Арсова, овој пат со мене гостинка во студиото на Репортер. Илина, добро дојде. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Искачи 7 врвови од 7 континенти. Во едно интервју прочита велиш да знаев дека се станува толку популарен со тоа што ќе бидам нечија девојка, не што ги искачи 7 врва на 7 континенти, тогаш и че не мораше да ги искачувам врвовите. Тука веќе ми се наметнува прашањето. Беше на Еквадор, бевте месец дена разделени со Игор Џамбазов. Како ја одржувавте врската, затоа што многу транспарентно и тој на Инстаграм кажуваше колку му е тешко што те нема. Види, за насловот кој што го спомна, очигледно дека беше саркастичен. Саркастичен, апсолутно, и ова моја е сега саркастичен. И дури татко ми дома изреагира, вика, па Ине, не мислам јас дека ти ги качуваше планините за слава. И секако дека ја разбрал, ама да си провери. Јасно. Да, тоа беше еден вид малку, еден така саркастичен, да не речам, презир кон нашите непрофесионални новинари, бидејќи навистина објавуваат све и свашта. Мислам дека би можеле малку да се потрудат и да најдат малку поубави содржини кои што ги имаме. Значи, ако веќе сакаат да пишуваат за мене, за мојот живот или за Игор, има многу повеќе од тоа дека во бикини сум се соблекла на езерото или дека сме отишле некаде заедно во природа. Како и да е, јас сум номад веќе 20 години и ќе останам номад. Значи, не беше Еквадор првиот пат кога ние сме биле раздвоени. Јас речиси да не сум се приближала во Македонија до пред пандемијата. Се сеќавам првиот пат кога бев подолго време отсутна беше во 2020 година. Во Турција отидов да качувам карпи еден месец. И тука малку тешко му падна додека да се свикне, затоа што тогаш прв пат почувствува дека јас му најавувам, му кажувам, ама ние кога се запознавме беше карантин и немав многу кај да шетам. Но јас еве години наназад, значи пола од времето од прилика го поминувам во Македонија, другата половина патувам, работам, учам. Јас имам проблем тука бидејќи некако мислам дека средината многу не кочи за да напредуваме, особено за овие работи за кои што јас сакам да се надградувам. И се сеќавам тогаш во Турција, значи имаше такви, као на почетокот, не сум удрила срценце, не сум оставила лајк, која ми пишал и одма лут дечкото. А јас од Сабајле, значи пуна агенда, станувам, вежбам, доручкувам, одам на карпа, се враќам, работам, пливам, јадам нешто на брзинка и легнувам утепана. И кај е тука срцето на Инстаграм? И немало време за овако. Ама, нормални луѓе, ќе имаме малку повисоко ниво на свесност за брзо време да успееме да ги сконтаме тие работи, како што на него му е чудно тоа мое постојано движење и патување, мене ми е чудна неговата пасивност, па некој пат кога нешто не ми е јасно во врска со тоа како неговиот живот е организиран, си го преслушувам вашето интервју тука што го имате. Баш тоа беше непосредно пред ние да се сретнеме. Сега ми го иземи прашањето, ама докаже така. И тука си го преслушувам јас од време на време да си видам нешто, ако нешто не ми е јасно, може од тука ќе ми се открие. Значи ти не билдаш гледаноста на интервјуто со Да, неколку пати го имам отворено, особено тој делот за жените дека сакам тоа да те прашам дека тука рече знаеш, Александра, ги сакам жените, ама не можам да ги трпам повеќе од 5 минути. Кратко потоа? 2 сати. 2 сати? 2 сати. Јас треба да си го прегледам уште еднаш, да. Точно, го изјави тоа, интервјуто беше некаде во декември, се сеќавам, пред Нова година. Ние во март, односно во април, ние се сретнаме во Дојран. Тоа е многу интересна приказна, пошто ние претходно си имаме сретнато во Охрид, но там така другарски чисто. И сега нели целиот тој сплет на околности не спои и веќе значи во однос на претходното прашање и мојот номадизам модерен, што така си го нарекувам, имам сега целосна поддршка, значи дури минатиот пат 3 месеци бев отсутна. Јас му кажав на него, па не знам злато, еден месец валјда, ама
бидејќи немав други обврски кои што ме врзуваа за Македонија, целата работа си ја носев со мене, бидејќи во тој период од годината бев ангажирана да работам повеќе со сликарството и едноставно ми беше убаво секаде кај што патував имав постојано некои ангажмани и се чувствував дека нели можам да растам, да се надградувам и дури тој самиот ми викаше колку што мислиш дека треба да останеш, толку да останеш. Така што современ дечко. Да, веќе имам целата поддршка, што е многу битно. Да. Кога почна шпекулациите, зборувањата дека веќе сте во некаква љубовна врска, искрено јас некако имав така, некоја скепса, сакав и дури му пратив еден мејл, молим те, викам, сакам една изјава, пошто кажа дека нема жени во твојот живот, дали си навистина во врска со Илина. Сакавме официјална изјава за да објавиме прв пат дека сте заедно. Како почна вашата љубов? Со што те освои Игор и со што го освои ти него? Па, не знам нешто, не дека... Да, некако многу природно ние се поврзавме, едноставно се дружевме во Дојран и знам дека многу се изненади кога ме виде. Јас, значи, секој ден шетам. А го гледам, он постира сред деново нешто Дојран, викам, од кај постира овој цело време, а секој ден ја шпартам до Мрдаја, од Стар Дојран до Мрдаја и назад, со Сабајле, тоа ми е рутинска кошетка. А он така крајчето од оградата и тука некој дрвце и плажата и пеликаните. И викам, паш, од кај му е ова место, пошто никој пат не сум налетала на него, не сум го видела. Так. И така, еден ден случајно се сретнавме. Мислам дека е многу убаво тоа што сме двајцата креативци и по таа ликовна линија ние веројатно се поврзавме. Со него можам бескрено да правам муабети и он да свири, јас да сликам или да пишувам. Имаме сличности во однос на тој некој критички осврт кон општеството, она што тој го кажува низ своите песни, јас го пренесувам преку моите слики, па дури и во моите пишани работи кои што ги објавувам последно време. Да, не беше нешто многу тешко, па да се чудиш како сега некој да импресионираш, па како да го уловиш или нешто, него едноставно многу спонтано тоа се случи и многу лесно беше ние да функционираме заедно некако. Така што да, не знам што повеќе да кажам. Не, како реагираше околината кога прв пат веќе објавивте дека сте заедно, колку од една страна? Ние гледаме цело време онака пораки за поддршка. Так. Што мене тоа ми е чудно, мислам, стварно сега некој да се замаре со мојот љубовен живот, мене ми е чудно. Јас сум имала моменти кога сум била повеќе експонирана пред публика, сум имала моменти кога нарочно сум се повлекувала, пошто гледам дека тоа малку и ми пречи. И така некако, не знам, па го замолив едно време да не постира толку многу, пошто едноставно многу луѓе ми пишуваат, па он не одговара на телефон, сега јас сум и негова лична секретарка башка, значи сите за да стигнат до него, мене ми, а јас имам веќе моја агенда и не сакам да бидам сега ничија секретарка. И така, ама на крај, не знам, веројатно не знам, некако не ни смета веќе ништо од тоа, особено пошто се стварно позитивни, искрени пораки. Не сме виделе некој да каже нешто лошо во однос на тоа. Так, природно. Добро, не, какво е, да речеме, како се чувствуваш ти, со оглед на тоа што Игор е премногу популарен, целиот живот е во центар на вниманието на јавноста. Секогаш ги кажувал јавно сите се она што му се случувало, дали во емисија, дали преку книгите. Како ти се чувствуваше, да речеме, во целата? Не, па баш во тој поглед сме слични. Значи, ние сме пораснале со него на телевизија, он е премногу популарен и искрено мене не ги разбирам тие луѓе што се осудуваат да ни дојдат на ручек, спремни со телефоните за сликање. Он никога нема да одбие никога, значи он е таков и добар, но јас си замислувам дали јас некому би можела тоа да му го направам. Значи во тие 5 минути, пошто сега ние не излегуваме никаде, единствено ако отидеме некаде на ручек или сме седнале со моите на ручек и на моите им било тоа многу чудно. Значи ние сме отишли во некое село, во Јанчево, или во Јанчево, Гари или на друго место. И сега ќе дојде тука некој
непознат човек, значи нема да чекаат ни да си го голтнеш залакот, буквално, за да се сликаат со тебе. Јас тоа го сметам како страшно некултурно. И тоа е за жал одраз на нашата култура. И Игор си е навикнат на тие работи, но мене баш не ми се вкусни. Ми изненади през како рече, ми изненади дечкова што не сум ставила лайк. Навистина е љубоморен и кој кога ќе се скарате? Па не е тоа валя љубоморно, него тоа е така за внимание, кога сите си патиме малку за внимание. Си се учиме на таа тема, сега веќе и си научивме, пошто еве поминаа скоро 2 години, така да веќе се научивме на таа тема кој како реагира. Ги спомна твоите родители и точно на слика која што објавивте кога бевте на ручек во Јанче, предпоставувам, имаше си напишано Meet the Parents, како на филмот Meet the Parents. Навистина беше таква првата средба. Кој беше Бен Стилер, а кој, како се викаше, Роберт Де Ниро? Мислам дека полесно од филмот си помина, пошто моите се многу кул родители и они го обожаваат, така да сите сме си природни, нема потреба никој да се приправа некаде нешто, да добива поени, да добива кредити за раката на кирката или како и да е. Мислам, они го обожаваат него, си се почитуваат меѓусебно и да, мислам дека малце полесно од филмот поминавме. Немаше толку драми. Неодамна се врати сестрата на Игор, после неколку години имавте некоја заедничка фотографија, си слушнували и од други дека многу намикувате една на друга? Да, сум слушала од неколку луѓе. И дури така си мислам дека можеби поради тоа и се заљубил во мене, можеби сум го потсетувала на неа, она е стварно голем авантурист и така делиме доста интереси. Супер беше што се видовме со Тања, и ја поздравиме и неа и треба почесто да доаѓа. Тоа беше прва наша средба. Ваша средба сега, уствари, кога дојде овој пат? Да. Чисто пати, знае да објави Игор на Инстаграм видео или фотографија од тебе каде што вежбаш на вратило, предпоставувам. Пред малку видовме сликата, рече, види ми го бицепсов, он нема бицепс, ке го натераш ли да вежба или тешко? Тешко, да. Он така прави некои минимални напори, но човек треба да свати дека она што го прави за себе си пред се, не заради некој друг. Јас мислам дека минатата година имавме голем успех во однос на тоа. Тоа беше јасно видливо и по неговата килажа и изглед, но веднаш што ми ја заминав на пат, си се врати по свое. И тука јас се откажав, рекав, мислам, јас стојам тука на располагање. Тие работи што јас ги кажувам на како нему, така и на други луѓе, најчесто не се мој изум или нешто нему му е препишано од доктор дека треба да вежба и да пешачи редовно. И истиот став во однос на тоа го имам и со мои пријатели, другари кои што гледам дека малце се пасивни, значи според мене, односно тоа не е според мене, него има една теорија дека човекот има 3 куки, телото, умот и планетата. Во било кој момент, ако дојде до нека растурена комуникација на едно од тие 3, значи доаѓаме до пореметена рамнотежа и тоа води со некаков дискомфорт. Кога го спомна тоа дека за све се има време, веројатно го докажуваш тоа и со фактот што постојано си на релација Дојран Охрид. Скопје, Демир Капија, планетава. Не само до Мрдаја сега, не шпартам само до Мрдаја, туку како стигнуваш да си постојано и ваму и таму да одржиш и љубовта и бизнисот во Охрид и се останат? Би рекла кратко да не се заборувам. Првото е дисциплина, второто е приоритети. Значи, мораме да си најдеме и приоритети и да најдеме дисциплина за да си најдеме некој тек како тоа може да функционира. Секој човек знае кога е продуктивен, кога е повеќе продуктивен или помалку продуктивен и така да си го одлучува, така да си го организира времето. Сакаш да носиш високи подпетици со оглед на штикли? Сакаш да носиш штикли со оглед на тоа што си спортски тип? Да, сакам, ама еве мислам не дека сакам секој ден, ама сакам некогаш да носам. Мислам дека можам
да трчам 100 метри со пречки со штикли. Тогаш оди во Битола на трката. И да, ќе се најдеш, требаше да Така. одидам. Не сум отишла на таа трка, ама мислам дека би можела. А нормално не секој ден и некако немаме последно време прилика да се облечеме, да излеземе некаде. Тоа сега сакав ајде малку ние женски муабети, дали сакаш да носиш брендирана гардероба настрана спортската облека која што претпоставувам си? Не, никогаш посебно не сум била нешто по тоа што ќе пишува на емблемот. Така. И сега, да речеме, последно време баш ми е интересно и со цело срце поддржувам некои домашни брендови, кои што навистина се трудат да направат некаква разлика во она што се носи. И тогаш во тој случај сакам. И од време на време, да речеме, кога сум си купувала некои парчиња, па веројатно и најскапите што сум си ги купила, било за да поддржам некој домашен дизајнерка. Од Скопје се пресели во... Ама јас сум, значи, главен антиконзумерист, така да носам работи по 30 години стари. добро. Не често одам во шопинг, купувам. Така да нема. Да, ама и противник сум на таа преголема потрошувачка, бидејќи каде ќе завршат старите работи и така натаму. Така што многу внимавам на тоа. Извини се, пак Не, па добро да пак ќе си го вратам прашањето. Како алпинист и како спортист претпоставувам дека мораш да внимаваш на исхраната. Колку често готвиш, имаш ли некој омилен рецепт или нешто омилено што му го спремаш на Игор? Сега пак да се врти муабетот околу него. Јас на почетокот гледав дека има некои работи што ги сака, па јас ги готвев, ама концептот дека сум поборник за родовата еднаквост не ми дозволува јас да станам домакинка, не дека не ме бива, јас сакам да бидам, јас во мојот дом во Охрид готвам и за по 20-30 луѓе, но едноставно сакам да го поттикнам партнерот со кој што живеам или поминувам време да биде способен да може и сам да се изготви. Така тоа интересно заврши со некои интересни рецепти кои што заедно ги спремавме, например. И тоа ми се допаѓа, дека со него цело време има соработка, значи на некои такви домакински теми, да речеме. Многу сум практична и брза во кујната, точно знам, мислам дека совршена комуникација со телото, точно знам во кој момент ми се јаде и што ми се јаде. И уметник сум да направам нешто од ништо. Значи лесно е да најдеш ти полна кујна со намирници и од празен фрижидер направам. Од празен фрижидер да направам нешто, со тоа сум махер. И значи сакам да готвам особено македонска кујна, што ја подготвувам за моите гости во Охрид. И лично за себе си мислам дека јадам доста здраво со некои исклучоци. Некој посебен режим не. Единствено гледам дека тоа што ми одговара и тоа што на секој му го препорачувам е она периодично постење. Значи тоа секој му го препорачувам, не мора да го прави во екстремни сати од 16-18 сати нејадење, туку може да биде тоа и 14-10 или така некој друг размер кој што е поприфатлив за секој индивидуа различно. Тоа мене ми прија и гледам тоа да го пазам, значи барем 5-16 сати да не јадам до следниот оброк. Да речеме ако сум вечерала во 6 часот, следниот ден појадокот да ми биде барем во 9 или во 10. Муабетов го правиме пред Водици, најави дека ќе влегуваш во Охридското езеро, претпоставувам дека нема да ти биде проблем заради тоа што си навикната. Влегувам речи си секогаш кога сум во земјава, влегувам за Водици. Сега утре нема да бидам во Охрид, пошто сум тука. Не верувам дека ќе стигнам. Ама ако не влезам на 19, може ќе влезам на 20 или на 21, ќе влезам секако, пошто тоа е добра терапија. Игор има шанси да го натераш да влезе за Водици во езерото? Не, оне растен по тие теории дека ако излезеш надвор со мокра коса ќе настинеш и убеден е во тоа и пошто е толку убеден стварно ќе настине. Тука да немате јас помеѓу генерациите сега веќе да те прашам. Не, јас знам и мали деца и мои генерации кои што исто веруваат, додека пак моите пријатели од Франција секој ден на работа одат со мокра коса од сабајле, па ништо не е. Не, тука сакав да го наметнам прашањето во однос на разликата на годините. Колку да речеме
кажеме тоа Па добро, кај него, мислам, добро, голема е за голема, него не се осеќа кај него како човек, мислам, они и се дружи со многу помлади, се негови другари, интелектот и нивото му е многу прилагодлив, така што освен таа побелена коса и нешто, некоја брчка повеќе, не може нешто многу да ги издаде неговите години, например. Он е многу, мислам, тоа е многу убаво за него, што исто така би го пронаѓам и кај себе и сакам да ги потекнам и другите, да не го убива тоа дете во себе, дека кај него баш го има и мислам дека кај мене го има и онака мислам дека луѓето стварно треба да го негуваат и тогаш ќе сватат дека стварно годините па и не се така, мислам, проблем се ако ќе стигнеме на 30-40 години, еден куп луѓе мислат готово заврши животот. А јас сум сведок бидејќи неодамна се вратив од Грција, по 70 и нешто години баба и дедо на карпите се качуваат, се караат која патека да ја одат, дали левата или десната. Со кациги, со јажиња, со опрема, со све и они си живеат во комбе, спијат во комбе и одат и патуваат и качуваат карпи, пензионери. Неодамна се врати од Еквадор, каде што го искачи еден од највисоките активни вулкани во светот, Котопакси, реков што пред емисијата да не го утнам името. Вулканот се наоѓа на височина од 5911 метри и постојано е покриен со мраз. Какво е чувството да се искачи еден таков вулкан? Како се чувствуваше кога беше горе и колку време треба подготовки за такво нешто? Вака сега, значи, мојата приказна и таа љубов кон вулканите и кон Еквадор не е баш од оваа година. Значи, јас таму појдов уште пред 2 или 3 години, во 2018 година, и тогаш го искачив вулканот Чимбурацо, кој што е највисокиот вулкан на светот и всушност тоа е и најблиската точка до Сонцето. Заради неговата поставеност, мерено од центарот на земјата, тој вулкан да ти бил всушност највисока планина на светот, ако се земе мерењето почнувајќи од центарот на земјата. Сега во тоа патување, значи пред 2-3 години, искачував некои други вулкани таму во Перу и во Еквадор, ама овие ми остана и сега отидов. Незавршена работа, Незавршена. И така случајно непланирано, ги гледав билетите, беа многу достапни и планирав да одам да купам карта до Барселона, да се најдам таму со една другарка на качување карпи, ама видов дека имаше добар дел за карпите до Еквадор и за во истиот ден си купив карта, отидов во Еквадор и останав таму едно месец и пол. Ги искачував, значи, за брзо време, со самото мое слетување во Еквадор, слетувам на 3000 метри. И веќе душата ми е полна, бидејќи главниот град Кито се наоѓа на 3000 метри. Куќата во која што бев сместена е на 3300 метри. И со самото тоа, значи, таа моја потреба за висина си ја задоволив. Постепено, значи, искачував неколку планини од 4800, од 5000 нешто метри. И вкупно, значи, за тој мој престој едномесечен или нешто повеќе, искачев преку, уствари 5 повисоки планини, меѓу кои и врвот Котопакси, но тоа всушност и не беше најголемиот предизвик во целата таа моја мисија. Имено најголемиот предизвик беше да се искачи врвот Кајамбе, кој што е за неколку метри понизок, но го искачувавме од една многу позахтевна насока. Значи, во алпинизмот, за разлика од класичното високогорско планинарење, не секогаш предизвик ни се само класичните пристапи кон планината, туку она што сега мене ме интересира, од кога ги завршив 7-те врвови, значи од кога си ја постигнав таа цел, ја завршив таа мисија која што траеше 9 години. Од 2006-та претпоставувам дека од 2010-та до 2019-та кога го завршив последниот на Антарктикот. Сега, значи, предизвик ми се некогаш не толку високи планини, но оние кои што ми се интересни по својата форма, местоположба или не секогаш нели да се искачи од најлесната страна, туку да се искачи некоја потешка страна. И во овој случај, значи во овие последни 5 искачувања во Еквадор, како на вистина најголемо достигнување, би издвоила таа насоката Санта Барбара која што искачивме на врвот Кајамбе, исто така еден од тие вулкани.
И тоа беше, значи, можеби најекстремното нешто што досега го имам направено. Добро, колку време траат подготовките? Како ми велиш пред малку тргнав за Барселона, ама по пат видов добра карта, па завршив на Еквадор. Значи, ние имаме појачан тренинг, а во тој конкретен случај таму, значи, според мене планината има три главни предизвици. Едно е висината. Висината не може да ја тренираме на ниедно друго место, освен на висина. Друго е студот, кој што исто така треба да сме изложени на студ за да го искусиме и за да се навикнуваме, но во овој контекст јас пак влегував често во Охридското езеро и зима и лете за да си на некој начин за да си го подигнам прагот на осетливост на студот. И мислам дека тоа се исплатеше. И третата работа е техничката спремност, односно тоа што тоа што не очекува на самиот терен. И затоа на самата експедиција најчесто имаме период за аклиматизација или подготовка, каде што искачуваме некои други соседни планини кои што ќе ни помогнат да влеземе во добра форма за искачување на она што ни е главна цел. Добро, чисто пати може да прочитаме дека се случуваат и не дай Боже неубави работи, нели кога станува збор за искачување на врвови или вакви експедиции. Колку кај тебе е стравот адреналин? Како успевате да ги надминете? Свесна ли си што е најлошото што може да се случи пред да започнете една експедиција? Нормално дека може да умреш во секој момент, значи може да се стркалаш надоле и да загинеш. Тоа никогаш не се исклучува таа можност. Тоа е, значи, додека зависи од вас, од човечки фактор. Значи најмала грешка при работа со јажиња, при прикопчување од едно сидриште на друго, значи најмала грешка може да ве чини живот. Тоа сите си го знаеме некако и затоа мислам се води сметка да се има висока концентрација и тоа да се прави со потполна свесност. Но исто така имаме и предизвици кои што не зависат од нас, нели? Од типот на елементарни непогоди или едноставно природата која што знае да биде малку поагресивна некогаш, тоа се силни ветришта, снежни виулици, студови кои што може да ве замрзнат. Си се соочила ли со некаква ситуација која што имала неубави последици? Нормално дека се случувале работи, ние сме посведочиле и човечки жртви во наше присуство, буквално додека се искачувавме на Монте Еверест, требаше да поминеме буквално преку тело, кое што беше тазе таму загинато и останато на планината, која што тој момент нормално знае да биде демотивирачки во момент кога целиш кон вервот. Не еднашка ми се случило тоа, значи во 2011 година кога го искачува врвот Амадабла, исто така на некои 300 метри под врвот, тука имаше исто така тело на човек кој што претходно го имавме запознаено, кој што најверојатно настрадал од она што се вика висинска болест. И сега тоа е една процедура додека тоа тело да се симне доле. Тоа ќе те прашаме за... Да, но првото прашање предпоставувам на вас или на гледачите ќе ми бидат сега што бара сега тоа тело таму, зашто не се симне и нели. Но тоа е една процедура, треба да се контактира фамилијата, па да се запраша фамилијата што сакаат да прават, дали сакаат нели последниот поздрав или како и да се вика тоа, тој човек може оставил тестамент дека сака да остане таму некаде во планината, па ќе го пресечат јажето и ќе остане таму или пак ќе се ангажира тим кој што ќе го спушти. Мене лично да, исто така сум се нашла неколку пати во доста ризични ситуации и тоа особено кога сум била сама. Тогаш и стравот е поинтензивен, за разлика од моментот кога имаме добро друштво, кај што знам дека околу мене има искусни луѓе. Тогаш некако се чувствуваш малце по-сигурно. Помна и за висинската болест. Висинската болест е најголемиот, можеби, непријател на хималајците и на високогорските планинари. Бидејќи, значи, со секој метар нагоре ние доживуваме, значи, се по разреден кислород. Дотолку што на висина од околу 8000 метри имаме само 33% од кислородот кој што го дишеме кога сме на некое нормално или морско ниво.
Сега, значи, за човечкиот организам да се приспособи да дише таков воздух, треба да го помине тој период на аклиматизација, кој што го спомнав, што значи повеќе пати одење нагоре надоле, достигнуваме една точка, наречеме на 5000 метри, па се симнуваме на 4500, тука ќе пренокиме. Следниот ден ќе се качиме до 5500 метри, па ќе се вратиме назад, ќе пренокиме малку пониско. На тој начин ние му овозможуваме на организмот да создаде поголем број на црвени крвни зрнца и да се приспособи на разредениот кислород. Пред да го започнеме разговорот, ни помина една фотографија каде што рече во очите ми се приметува дека сум на надморска висина од 6000 метри. 6000 метри. Како тоа по очите се приметува и во едно интервју прочита велиш ми се допаѓа тоа чувство на отсутство на кислород кога сум горе. И па веројатно тоа што го има 90% од моите сограѓани тука во Скопје, која ќе седнат у кафана 8 сати, јас го имам кога сум горе на 8000 метри. Можеби и чувството и да се спореди со тоа некое благо пијанство или некаква си зашеметеност, со тоа што знам дека значи не сум внесла никаков токсин или ништо штетно во себе, него едноставно го добивам тоа чувство заради непосредната врска со таа моќна природа која што ме обкружува. И нормално, значи во отсуство на кислород се создава еден вид реакцијата, она несакана реакција која што не смееме да си ја дозволиме е создавање на еден едем кој што може да биде мозочен или белодробен. Тогаш, значи, може да заврши сето тоа фатално, но мораме, значи, ние да имаме многу добра комуникација со сопственото тело, сопствениот глава и во секој момент да се следиме, да си ја следиме секоја своја постапка, како на себе си, така и на партнерот, за да можеме навремено да спречиме да дојде до таква ситуација. 2006 го искачи Монблан, 2013 мислам односно 2019 се качи на Монт Еверест, така? Ми рече ќе ми раскажеш за вулканот Етна, некоја интересна приказна, па да не ми ја... Највисокиот активен вулкан во Европа се наоѓа на Сицилија во Италија и имав можност да се искачувам на овој вулкан и да стигнам на врвот токму во момент кога се подготвуваше вулканов за ерупција. Јас бев со еден пријател од Италија, со кој што ние со ски се искачивме во зимно време, со ски и скијавме надоле и од кога видовме дека сето тоа вака врие на кратерот, назад, рекавме да фаќаме магла. Значи се спуштивме до една точка која што беше релативно безбедна, за да можеме сега да наблюдуваме што ќе се случи и тоа беше спектакуларно. Значи прво како да се наоѓаме на некоја друга планета. Тој бел снег што беше целата планина покриена со некој свеж снег напаѓан вечерта претходно, наеднаш стана сив. Тоа беше, не знам, песок, камења и дури мислам дека и на вести кажаа дека имаше и повредени луѓе кои што биле поблиску до тој кратер кој што за малку сте избегнале вие. Па добро, ние одлучивме дека тука сме безбедни и сето тоа го наблюдувавме, но после тоа е сепак чувството многу интересно, пошто ти некако скиеш по снег, ама од страните има и замрзната лава и тоа е навистина од пейзажно естетски гледано е спектакуларно. Ке те прашав како реагираат твоите кога прв пат им кажат дека сакаш да се занимаваш со алпинизам и колкав е нивниот страв кога си некаде по планините. Ама пред да те прашам тоа, ќе те прашам како една сликарка всушност стана алпинист, затоа што ти имаш завршено на факултетот за ликовна уметност. Да, тука сигурно сум се нашла на еден крстопат кога се запишав на ликовна академија, бидејќи јас од секогаш ја сакав ликовната уметност, но знам дека за во средна уметничка не бев сосема сигурна дека баш тоа ќе сакам да правам цел живот и сепак отидов во гимназија, моите беа срекни пошто не одбрав оваква ликовна средна уметничка и покрај тоа што не ми го кажале тоа лично, ама преку сестра ми знам дека биле срекни дека сепак имам повеќе избори, ќе добијам повисоко ниво на општа култура, па ќе можам понатаму ако сакам пак да си одберам да бидам уметник, што и се случи. Но сигурно сум била на некој крстопат, бидејќи од секогаш сум сакала и да спортувам.
Никогаш не сум го правила тоа нешто многу професионално. Значи од мала првин трениравме карате со сестра ми, па на пливање одевме, па едно па друго, па извидници. Моите исто така ми ја всадија таа љубов кон природата. Тие биле авантуристи, еве сега ги гледаме. Ова од Попова шапка, така? Да, ова е на Попова шапка и всушност нема да ви се верувам, ако сум имала ја 3 години, ме носеле на Попова шапка за да ме учат да скијам. Так. И јас толку многу сум го мразела студот, што цело време сум плачала и сум им го расипувала нивниот викенд. Значи неколку викенди сме отишле на Попова шапка, јас сум им го расипала викендот, оти сум плачала дека ми студи. И сега замислете, значи истата таа личност плива во Охридско езеро усред зима и се качува на Антарктикот врвови, така. и на најекстремните и најстудените врвови, така да можеби од таму потекнува некако дел од сето тоа. Но не сум се бавила професионално со спорт, седо ја открив љубовта кон адреналинот релативно млада, на 14 години можеби. Јас веќе знаев дека тоа ќе бидат моите спортови. Значи прво се запишав на падобранство, па на параглайдерство, па после почнав карпи, па после дојде и високите планини. За жал немам со себе сега да ви покажам, имам еден цртеж што на 13 години сум го нацртала и цртежов се вика планинарење. И на цртежов значи лавини, луѓе, веројатно ги сликува чувствата на цртежот, не ми се откриваат. Планинари, значи јас уште тогаш како да сум знаела дека ќе се занимавам со тоа цел живот и дека едноставно некои работи не се туку така минливи, него остануваат и никако да се заситиме од нив. Сепак не погрешив што ја одбрав Ликупната академија, бидејќи тие две работи некако совршено се споја кај мене. Во моите некои рани 20 години, да речеме, почнав да ги откривам и карпите и планините. И таа 2006 година што ја спомна, Сендра, со искачувањето на Мон Блан, беше можеби клучна. Тогаш како дел од спасителната единица на Црвениот крст, се сеќавам дека Црвениот крст не поддржа со некакви финансиски средства за да отидеме до Франција да се искачиме на Мон Блан. И за многумина од мојата група тогаш, ние бевме четворица, можеби тоа беше и врвот во нивната планинарска кариера. А за мене тоа беше почетокот. Неодамна имаше и изложба, лани мислам дека беше, повторно на нула. Да. Меѓутоа, ми остана во впечаток една твоја изјава, баш за нашиот сајт, каде што велиш те сликав на планина во фетусна положба гола и имав проблем со полицијата. Што се случи тогаш? Да, тоа е еден од моите ликовни перформанси, каде што во момент кога сватив дека јас не ми е доволно само да ја насликам планината, туку целото моје патешествие и искачувањето на тие планини ме прави и мене самата да бидам дел од ликовното дело и ја добив таа потреба како еден тип на медитација или молитва или изразување на некаква благодарност кон природата. Ја добив таа потреба да го правам перформансот, кој што го нареков перформансот нула, односно голо женско тело во фетусна позиција, која што ја покажува таа моја надеж за едно ново човештво, поблиску до своите корени, поблиску до природата, со поголема почит кон природата. И на почетокот тоа беше сосема спонтано, значи ќе тргнам јас на планина со некој рандом луѓе и кога ќе најдам место и кога ќе се почувствувам дека сакам тоа да го изведам тука мојот перформанс, ќе им кажам ќе ти смета јас ако се совлечам па да ме штракнеш од овдека. И тоа беше сосема спонтано, се додека подоцна не прерасна во еден посериозен проект каде што почнав да соработувам и со поискусни фотографи, да ги бираме местата, позициите, па дури почнав тоа да го правам и глобално и сакав да го изведам и на повеќе континенти. И да, мислам конкретно проблемот со полицијата се појави во Перу, во некои од тие свети таму планини на Инките. Света планина ли најде во фетусна положба да се сликаш? Па какви сме дошли од природата, облечени да не сме биле. Точно. И што се случи со... Па сега таму пијат алкохол, пушат цигари, сега ја им смета. Сега се засмета гола жена. Гола жена се облекла, таму им смета. Ама да, имаше такви моменти кај што не бркаат, кај што сака да ни ја земаат камерата, SD картичката со сите податоци. Сериозно било, значи ова. Сериозно било, викам, оваа ситуација. И? Да. Па
Ништо, тоа е само поише адреналинче. За пак да се... Да видим што повозбудливо. Така. За пак да се соблечам на друга светна Да. планина, за шалам. Да, и сега го завршив тој циклус, Така. кога во 2019 година успеав да го направам перформансот и на Антарктикот, на седмиот континент, каде што легнав во едно игло на минус 40 степени и тогаш буквално сватив дека навистина е тоа една медитативна состојба, бидејќи јас во тој момент кога застанав во таа положба внатре во иглото и се поврзав со тој мраз, со таа земја под мене, веќе не чувствував студ. Не беше као јас на девојката што ме сликаше да ја кажувам ај побрзај, Ладно ми е. него јас си лежав, таму имам и видеа и слики и тоа траеше. Така што тоа е еден многу убав момент и мислам дека тоа би сакала уствари на секој да му го препорачам, не мора да легнува гол во снег, но да се поврзе, да го почувствува тој контакт со природата, бидејќи не сме свесни колку таа може да не награди, ако знаеме како да се поврземе со неа. Кои се твоите идни планови и откако ги освои сите 7 врвови, кои сега предизвиците? Има уште многу други врвови, значи тие 7 се дел од еден предизвик. После тоа има друг предизвик што еве да речеме нели други луѓе се посветиле да се искачуваат сите 8.000 на Хималаите, ги има 14. И мене ми беше тоа еднашка желба, ама сега веќе не верувам дека ќе можам да ги направам сите, барем може уште некој, ама дека сите не сум сигурна, бидејќи како првата е прескапо. Па има друга мисија кај што се искачуваат највисоките 7.000 во бивша на територија на бивша СССР, тој се вика Снежниот леопард. Значи секоја таа мисија си има име и еден вид оценка како котира во тој светски свет на планинарење. За сега моите предизвици се одредени планини кои што ми се на срцето и кои што сакам да ги искачам. Мојата мисија е да имаме ниво за да можам тоа самостојно да го правам со одреден партнерка, како и да е, но тоа да не бидат организирани комерцијални експедиции со водич, кои што ги избегнувам секогаш кога можам. Сакам да дадам се од себе и да видам кој максимално ниво можам да го постигнам на Карпите. Пишувам нова книга, таа ќе излезе за скоро време. Подготвувам нови изложби и не знам што друго од идните планови толку. Па све си кажа, сега да не откриваме многу, да имаме и ние нешто да напишеме. Веќе се доста. Тоа е во однос на новите планови, да. Мислам се научивме некако да не планираме премногу, туку да дозволиме малку и да видиме како, нели, што ќе ни дозволи ситуацијата. Па се надевам веќе дека пандемијава полека ќе се види крајот, па ќе можеме малку повеќе да функционираме нормално од ова до сега. Илина, ти благодарам што одвои време и ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортер.